Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, нека ви е честит празникот во кој што го празнуваме големото светио на Светата Христова црква. Николај, архиепископот на градот Мир, во областа Ликија, чудотворец. Еден од највозљубените светители во Светата црква Христова. Неможно е да се прават такви градации, се разбира. Во смисла, кој е посвета, кој е помалку свет. Светителот е, сите светители се подеднако свети. Истото сонце и енергиите на тоа сонце ги зарад од себе си, откако примајќи го Христа Господа големото сонце, се претвориле во негово малечко сонце, во сонцето на Христа Господа. И тие, имајќи ја таа божествена светлина во себе, му светлат на светов и таму каде што ги има нив, а ги има секаде каде што молитвено им се обраќаат и молитвено им се обраќаат на истина. Таму место за темнина нема. А тој простор кој што треба да биде целосно осветен од светлината Господња е просторот на срцето и душата, а тоа се внатрешните промени од битието на човекот. Свети Николај, архиепископот Миликиски, е сепак еден од највозљубените и најприфатените светители по Светата црква Божја, и тоа е така затоа што неговиот живот е крајно едноставен. Да го употребам поимот прост, ама не во смисла заостанат, назад, регресивен, необразован. Туку простотата која што за второ свое име го има името совршеност. Онаа простота со која што се соочуваме при исчитувањето на страниците на најсветата книга, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет. И животите на простите личат на тие содржини. Едноставни, разбирливи, прифатливи и приемчиви за сите, а зад нив се кријат понорно длабоки содржини, надумни, заумни, до кој што човекот треба да стигне постепено, имајќи го за свое време времето на вечност. Поради што човекот во вечноста не ќе има можност да се досади. Свети Николај има, според многу нешта, единствена хагиографија. Ајде да почнеме од почеток, од неговите родители. Теофан и Нона, таткото и мајка, кои што немале деца и во своите стари години го спросиле од Бога Николаја. И што го добиле својот син Николај, како дар на живиот троичен Бог, решиле тој голем и прескап дар да му го возвратат на
Бог. И затоа тие го воспитувале во црковен дух и го хранеле со млекото на светата православна вера. А негов стрико, роден брат на неговиот татко, Теофан, бил епископот, чие име во отпустот не можев да се сетам, Николај, владика на познатиот византиски град Патара, Патарски град. Родителите на Свети Николај Теофан, таткото и Нона, мајката, имајќи го во своето семејство големиот владика на тогашната црква Божја, Николај Патарски, го замолиле грижата околу духовното и интелектуалното образование на нивното дете да ја превземе владиката Николај Патарски. И тој го воспитувал Николаја така што го соочувал со сетата компетентна и релевантна христијанска литература создавана до него. А тоа е, да кажеме, почетокот на четвртиот век. Станува збор за делата на така наречените предникејски или доникејски отци на Светата Црква Божја. Во нивните дела, во нивните теолошки трактати се поставени основните, елементарните, базичните тези на христијанската догматска теологија. Но догматската теологија од нив разбрана како философија и начин на живење според Богочовекот Христос. Не некакво срочување на некакви нејасни, неразбирливи претешки за читање и разбирање философски догмати или дефиниции. Штом родителите на малечкиот Николај, младиот Николај, прешле од овде во светот небесен, добро воспитан од својот стрико, младиот Николај решил сиот имот на своите родители, а нивниот имот не бил малечок, тие биле богати луѓе, аристократи, византиски аристократи. Николај им го разделил на сиромашни. А самиот тој се повлекол во пустиња, во осама и во молитва, не имајќи никаква комуникација со луѓето и со светот. Во таа атмосфера младиот Николај се наоѓа себе. Но животот под тие аскетски услови не бил најкорисен за Светата Црква Божја, поради што Бог од него побарал да ја напушти пустињата, самотијата и молитвата принесувана со умот во срцето и да им се врати на луѓето. И на Бога да му служи, служејќи им на луѓето. И така, младиот
Николај морал да смислува начини како да му угоди на Бога, угодувајќи им и служејќи им на своите браќа и сестри, особено на оние што на најразлични можни начини страдале. Дали живееле во сиромаштија, дали разни болести на телото и душата ги мачеле, дали се бавеле со најразлични занаети, патувале со бродови по мориња, по океан, дали се работи за сирачиња, деца, за мајки, вдовици. Сите тие посебни случаи, кои што и денеска се посебни, и предмет на посебна грижа на црквата и на држава. Младиот Николај ги преземал на себе и мощне, успешно ги решава, поради што, дарувајќи го сиот свој живот и сите дарби Божи, дарувајќи им го на немокните, сиромашните, страдалните, воопшто, тој ја стекнувал нивната бескрајна љубов и почит. Затоа и денеска, браќи и сестри, ние, кога се раѓаме со вода и дух свети, во името на троичниот Бог, го избираме Неговото име за нашите деца, нашите пријатели. Зашто оној кој што го носи името Николај, пред себе го има животот на Свети Николај и со самото тоа пред Бога и пред луѓето и пред целиот свет е задолжен и одговорен да му се уподобува на животот на светител. Да го заслужи името што го има, да биде исто така сакан и прифатен, како што е сакан и прифатен неговиот небесен покровител, владиката Мирликиски и чудотворецот Николај. Свети Николај, самите знаете, е најславениот светител на нашиве простори. Безбројни семејства го има за свој семеен покровител и неброени браќи и сестри наши го носат неговото свето име. И со тоа сакам да го потврдам се она што најкратко што можем да го кажам за Свети Николај, како точно, како вистини. Свети Николај, вие знаете дека бил учесник и на првиот Вселенски собор во Никеја, ги славиме 1700-тите години од одржувањето на тој бележник собор, кој што ни ги даде догматските основи на нашата вера. Во првиот дел од нашето кредо, од нашето верују, напишано од раката на Свети Атанаси Велики, го имаме учењето за Бог Отецот и воплотениот Логос Божи, Синот Божи, Христа распнатиот и воскреснатиот зарад нас. Во Царивиот пак ќе се приклучи учењето за Светиот Дух, за Светата Црква Божја и за нашата вера во несмртниот живот од Бога даден на дар. На соборот во Никеја, Свети Николај не им припаѓа на отците кои што биле ем свети, ем ингениозни мислители, философи, учени, најучени во својата епоха. Ама нивната теологија тој одлично ја разбира и ја поддржува, поради што бил решително на страната од Свети Атанаси Велики против страната на еретикот Арии. Безсмислиците што Арии ги кажувал за Бога, Свети Николај не можел да ги
разбере и да ги поднесе. Не може да разбере толку умен и толку учен, толку образован човек да зборува такви невистини и глупости за Бога. Во неможност интелектуално да се справи со него, да му парира онака како што Свети Атанасий Велики тоа го правил. Тој отишол и му удрил шамар на Ари, поради што од отците на соборот бил исклучен од соборот и анатемисан, бидејќи тој гест не се сметал за гест на смирение, туку на гнев, љутина, нешто што духовни состојби кои што не смеат да владеат со личноста на еден човек кој е целосно Богу предаден и за Бога определен. Меѓутоа, тој удар не бил удар од гордост и од гнев, туку од поривот со целиот свој живот да се застане и да се стои за правдата и вистината Господња. Во неможност тоа поинаку да биде кажано и направено. И самиот Христос и Богородица Мајка во дечките личности на соборот им се јавувале, им кажувале дека исклучувањето, екскомуникацијата на владиката Николај е грешка, дека тоа не смее да се случи, дека треба час поскоро да го вратат во лоното на Светата Црква Христова. И тоа така се случи, се разбира, заради неговиот безпрекорен и свет живот, ама од безпрекорноста на неговиот живот и од светоста на истиот произлегува и добромислието, односно правилното знаење и учење за Бога. Поради што Свети Василий Велики токму животот на Свети Николај ќе го искористи да постави тезата за врската помеѓу ортодоксија и ортопраксија. Оној кој што правилно ја исповеда верата, треба и правилно да живее според таа вера. Тоа беше денеславениот владика Николај, кој што е и останува за секогаш пример што треба да го следиме со љубов и со целиот наш живот. Амин.